reći, bit će teško kada počne rasti vrijednost. И како што рековме предходно, дека нели во Македонија е познат прочуена платформа, социјална мрежа е Facebook. Имаме разни групи таму на македонски со македонски, да речам, следбеници на тие групи, членови. Нели сега некои се класифицираат самите како најголеми во Македонија. Сега нели македонскиот комплекс е тоа што ние сме јаки само на тастатура и на Facebook, тоа е нашиот Карл, па така често пати на сите наши слики кои што сме ги објавиле, се случувало да имаме и лични и недолични коментари, непотребни и потребни коментари, значи наместо да си кажеме браво за тоа што сте го направиле, сте одвоиле труд, токму сега имаме и можност да кажеме колку труд се крие задеден од нашите постови, за некој на крај не мора да даде лайк, се не живееме ни од лајкови, но ќе искоментира пример нешто тотално непосакувано или непотребно, можам да кажам, како пример зошто имаш толкав подпис на фотографијата, зошто било тоа така, зошто имало чадори на фотографијата, зошто не ги трнале чадорите во струга, но за тоа ќе кажуваме малку подоцна. Мислам дека можеш да ни споделиш и едно твое искуство со тие групи, сакани и несакани коментари. А мислам ги има многу, во голем број, мислам. Сме ги виделе до сега. Да. И тоа на наши фотографии. Најмногу на наши, за туѓите ичне ги коментираме ние ти. Вака, нешто што ми беше многу интересно, пред некој време објавиве на моја постара фотографија, зимска фотографија од Крушево. И тука добив коментари дека се гледала жицата, па зашто да се жицата, па можело да се кропне, можело да се пресече, па зошто морало така да се пресече. И такви некои коментари, значи затоа и во претходната епизода кажав дека колку некој не побара критика за фотографијата негова, не мора ни да се даде некоја критика. Јас сум отворен човек нормално, со сугестии за критика, меѓутоа, кога ќе Не побара. сите се такви така, да. И не сите се Да. такви, некои воопшто не се отворени, дури и не ни бараат дури, реално. Да. Мислам дека секој кој фотографира си има некоја замисла за фотографијата како треба да му изгледа, како Своја сака визија. да му изгледа. Така. Своја визија, така да ако има кабел, дека има. Ако се гледало помалце езерото или повеќе, или се гледала планината, требала повеќе, а се гледа помалку, тоа е визија на самиот фотограф. Не зборувам за мене, зборувам за сите. Значи Така, секој општо. од нас ја гледа фотографијата на различен начин. И мислам дека тоа треба да се испочитува. Па токму така и повеќе фотографии кога би фотографирали исти предмет би го направиле сите тоа различно од композиција од до накрај едит, се разбира сите ние поинаку ги перцепираме Точно. боите. Па затоа секој има право на свое мислење, но не мора тоа нам да ни го каже, може да си го задржи само за себе и сите ќе бидеме И не е среќни. дека така, точно. И не е дека мојата фотографија е подобра од Менки фотографијата или обратно, секој има различна замисла за како сака да му изгледа фотографијата, како што кажа Менки, од бои, од се останато, од сите детали кои ќе има една фотографија. Па затоа Исто и така сликаме, многу нели? Точно. Сега ние како фотографи имаме милиони фотографии во лаптопи, во телефони, итн. И сега, кога ќе се решам јас да објавам некоја фотографија, пример плани, која не ја имам објавено, А си кога ќе ја сакала? споделам, многу ми се интересни, а сум сакала, Така. и тука има безброј коментари. Ама оваа фотографија е стара, сега нема снег, сега дрвово е исечено. Ама дрвото веќе го нема една година. Ама лисијата се паднати сега. Ова е пролетна фотографија. Итн. Доколку не напишам фотографијата е од вчера. Да, Фотографија така. дека е малце постара фотографија. А и не е тоа нешто страшно, мислам баш убаво така кога имаме време плов од стари фотографии, кои што, ете, не е многу стара, една година е ништо тоа. Ние колку слики имаме, нема да стигнем и цела година, секој ден да објавуваме по една.
10 години треба да ги објавуваме така само за да стигнеме до тоа што сме направиле во една година. И повеќе на тоа. Паѓам од мене и Менки. Колку пати Менки ќе ми прати некоја преубава фотографија, пошто стварно му ги сакам фотографиите, тука немам што да додадам. И например, јас сакам кога фотографијата има боја, например, кога небото сакам да ми е плаво, сино. Менки не сака. Ама тоа не значи дека јас Така. дека Менки не знае што прави или јас леле видео ова сака плаво да е небото. Значи секој ја гледа фотографијата на различен начин. Така, да. Да. Па тој е специфично за мене, секој пат што му видиш така небо кое што е десатурирано по-сиво, така по-темно, можеш да претпоставиш дека тоа е фотографија лично моја. И затоа е убаво кога имаме различни фотографии, значи секој си има свој стил и кога да се поставиме како страна на корисник, ние ги гледаме фотографиите во нашето подрачје и си одбираме. Пример, некој човек сака такви слики, ќе ме одбере мене. Некој човек сака посатурирани, посини слики, ќе те одбере тебе. И тоа е убаво баш за разновидност и за да го наполниме пазарот, што е во сегашен случај, што е многу слаб пазар во Македонија, но затоа мислам не мора одма да го кажем и тоа. Може да се придржиме со групите и разните интересни случки и дешавања. Особено со коментарите што ги добиваме за нашите логоа, кои што мислам дека сите досега сте ги видели и се баш на специфични и ударни за нас. Исто и за нив сме добивале разни коментари како не можеше да ставиш поголемо, не можеше да ставиш помало, повеќе. Види, може да ставиме и повеќе и помалку, ама не сме ставиле. Сега ќе прашате зошто И е тоа. поголеми. Ја можам и само лого да објавам, да е цела слика тоа, ама кога ќе прашате зошто е тоа бидејќи така ние сакаме и бидејќи нашите лого и нашите фотографии се најубави, нема поубави, се разбира од тоа како што се со нашите лога. Доколку не ви се допаѓаат, се разбира ние ги продаваме нашите фотографии, нели? Тие доаѓаат со малечко лого, кое што нема да ви смета кога вие ќе се закачите дома некаде. И исто така имаме разни коментари, сепак за логовата, но еден многу интересен коментар што прочитав, зошто редиш лого кога ја објавуваш сликата, бидејќи секако ти објавуваш јавна слика да и може сите да ти ја користат. И уште еден коментар, тоест во истиот коментар само реплай беше, ти сликаш јавно добро, па немаш никакво право на тоа да си ги копирајт, да се изразам така, на сликите. И сега зошто не е тоа така, бидејќи јас како автор на фотографијата, јас сум ја направил, да не бев јас, немаше да постои таа. И тоа може да го сватиме како еден продукт, значи мојата фотографија е како еден продукт што го прават, пример да речеме, фабриките за дрво, ајде да речеме, ќе направат едно столче. Сега тоа е нивно столче, не можеш ти да му го земиш дизајнот и да му го трниш логото нивно и да речеш ова ја го направив. Ја го измислив и да го продаеш после. Исто и со фотографијата, ако не бев јас, џабе е тоа јавно добро, кој ќе немат слика од тоа. Точно. Се согласувам со тоа, бидејќи јас имав една интересна случка пред неколку месеци, каде што случајно видов дека моја фотографија е земена за Така, туристичка промоција, да. Туристичка промоција Така. и на туристичка агенција и на хотел. Што мислам дека да, моите фотографии се од јавен карактер, јас ги споделувам, меѓутоа Тоа е веќе професионално кога ви е користење. логото, точно. Ама има разлика, тоа е професионално. Едно е јас само шиар да ти Да. направам, да ти истам на сторија, не прам Точно. пари од тоа, ама тие сакаат да напред пари. Шом Точно. сакаш ти да правиш пари, треба да одвоиш и средства за да го покриеш тој копирајт. Што го споменуваме. И јас и Менке сме доста комуникативни луѓе, може лесно да не најдете, да не исконтактирате, Така, да се така. договориме за некоја соработка, тоа е најмал проблем. Сакате на телефон, Мислам сакате дека јас и Менке- на порака. Така е. Исто така нешто е интересно за групите. Веќе кога, например, зашто мојата фотографија мора да има локација, каде е фотографирана, кога е објавува, зошто е фотографирана, и Па, добро се, некои групи, зависи колку се тоа фотографски, а колку се за патување, некои групи бараат Да, и да ги тоа
прикажеме ексив податоците, односно да кажеме како сме го подесиле апаратот за да ја добиеме таа слика, што и не е нешто многу чудно, ги имаме сите тие, кога ќе ги отвориме на компјутер, може да се прочитаат сите тие информации. Затоа за локацијата е малце табу тема, да речам, никој тоа не прашува. Интересно е што не секогаш сликаме на некое познато место. Ако сме во планина, тоа е многу тешко да определиме ние каде точно е сликана сликата, бидејќи, ајде да земеме пример, да речам, јас сум сликал на Јабланица. Јабланица е една огромна планина која што не е доволно да кажам само Јабланица. Пример, имаме разни села, разни места, разни врвови кои што се познати и прочуени, но не може секогаш да бидеме толку специфични на тоа каде е сликана сликата, нели? Да кажеме за Струга, ајде, тоа е тоа мост на поезијата, се нешто е специфично и сите го знаем, или не може секогаш да се напише тоа, но добро, сепак тоа си е лично право на, иако што е основале групата, и која сме веќе кај тоа, нели секоја група работи како една компанија, да речеме, само што нормално без плати работи и без сите тие законски обврзувања кои што ги имаат, нели мора да има луѓе кои што се одговорни за неа, кои што ја водат. Ти имаш тековно искуство, јас имам минато искуство со такви групи. Сега мислам дека ти овде си од левата позитивна страна, јас сум од десната негативна. Моето искуство било само негативно. Поздрав до тие ако се пронајдат на кои што мислам сега. Па затоа ајде да почнеме од позитивното, бидејќи да не сме многу негативно настроени. Ајде малце сега позитива, па после Така. што имаш да си кажеш, ќе си сподели. После негатива одиме стално, е така, плюс и минус. Така, кога станува збор за групи, да, јас сум член на повеќе групи на Facebook. Да, од каде што во една група и сум модератор, тоа е една скромна група каде што секој од вас, од нас, може да си споделат фотографија од Македонија, од каде сакаат, што и да фотографирале, доколку сакаат да споделат нешто на социјалните мрежи. Слободно, без никакви правила дека мора да се напише каде е фотографијата и итн. Слободно може да се објави во нашата група. Како што кажав, тоа е една мала скромна група, но секој е добре дојден таму. И сепак, колку и да е мала, сепак помогнува кон зачувување на македонското дигитално наследство. Тоа Точно. представува сите слики и видеа што ги правиме, па ете, неодамна дури заборавив да ви го споделам тоа што го сликав осветувањето на црквата Света Недела, баш сакав да ви ги споделам Ајде, чекаме. таму, ама го заборавив тоа, мислам се случува, никогаш не е касно, нели? Така е. Секоја фотографија кај нас е добре дојдена, секој видео, секој искуство поврзано со некој патување, со И се надевам немате многу лоши коментатори. Немаме лоши коментатори, ама кај нас и критика е прифатена и се. Значи нема бришење коментари, ова не ми се допаѓа. Да, Трнеме. значи, И така, да. слободно можеш да се зачелиш кај нас без да одобруваш правила, да прифаќаш, се согласувам дека Да, без да фотографијата- потпишеш така. точно ете. Така. И се разбира нормално без да има блокирање на членови кои што коментирали и такви работи кои што ми беа мене наредна точка на дискусија, зошто постојат во Македонија така туристички групи, нели, промовираме места, па и сликите ни ги крадат и ги користат, ете со твој личен пример ги користат како промотивен материјал во флаери, во постели, во што и да е. Исто така се случува и туристичките водичи многу убаво да ја искоментираат Струга. Сега не знам, тоа можеш ти да ме подсетиш на која фотографија беше тоа, дали е... Знам дека од Струга беше, ама кој дел? Веројатно истекот на Дримот. Така, да. Темата беше плажите во Струга, во која јас дадов само еден товар коментар, бидејќи јас сум целиот мој живот во Струга, па да кажеме скоро по пола година сум таму. Струга ми е баш посебно при срце, имам пораснато во Струга, но сите што сме биле или што
што одиме често во Струга или што одиме поретко во Струга, знаеме дека Струга има безброј плажи. Пред се Струга сите знаеме колку е убава и прекрасна и не за џабе ја кажам. Струга нема друга. Се разбира. Меѓутоа, еве јас кога ќе на некое место каде што не го познавам толку многу, би сакала некој совет. Така од локалците кои што се Каде да тука, одам, да. од локалците. Значи, никој од нас тука не го знае секое место во државата, одлично, феноменално, без разлика дали сме туристички водачи. Едноставно си ја сакаме земјата, државата и ја истражуваме константно, сакаме да патуваме, да одиме на други места, итн. Еве, мен ќе мислам дека сака да се надоврзе на таа тема, бидејќи он беше баш Па така, приклучен да. во оваа Јас дискусија. бев тој што го изеде накрај за сите што коментираа таму. И да, убаво кажа за тоа, не може да ги знаеме сите места од 100% од Македонија, па и нема да биде убаво, нема да ни биде така интересно. Ако се знаеме, зошто да излеземе од дома, зошто да истражиме нешто, нели, нема потреба Тоа тогаш не е да. лоша работа, секогаш ќе ве Нормално. поаѓам од себе, сакам да научам нешто ново, никој не е роден сезнајко. И нема да беше Тоа е во интересно ред. така. Значи знаевме Да. се и тоа немаше што да правиме после. Ќе си стоевме така и ќе си коментиравме на Facebook како сите се што знаат, нели може да ги најдеме во коментари на Facebook. И така се пројави еден интересен член на групата. Воедно можам да кажам дека еден од така со повисок ранг на таа хиерархија, нормално нема го споменеме лично, ако се пронајде поздрав до него, нема да му направиме реклама нити нему нити на групата. Но извадив јас на профил кај мене на Инстаграм, на стори извадив еден негов коментар каде што нашата река, која што ја споменувавме до се неколку пати, Црн Рим во Струга, што е река, доволно голема река, нели ја гледам и по водици и по се тоа. Значи колку има место во неа, колку тече вода низ неа и се тоа, беше споредена на еден начин или на исти левел поставена со канал во Струга и тоа мислам беше еден бум и кај мене на стори имавме разни реплајс на тоа како може да рече канал и тоа најинтересно е што тој човек да речеме туристички водичи сега тоа е како да донесиш некоја тура, еве да речеме јас ќе ве шетам низ Струга и ви покажувам слика, еве го каналот во Струга и сега нормално сите ќе се подзамислите како можете езерото да истеквит од тука да е канал, значи то езерото извира таму во Светинаум кај изворите, па течи тоа се собрало толку вода, толку многу тони вода што ги има и истекува накрај, нели тоа е еден канал, најобичен канал, малечок, што ете да се прошетаме низ селата околу Струга, ќе видиме што значи канал, ама тоа треба да биде значи една добра реклама за зошто да го одбереме тој туристички водич, нели? Ќе не научи нешто многу на еден специфичен начин, нели? Што до сега не сме го чуле или е од многу луѓе кои што целиот живот го поминале во Струга, ми изјавија, тоест ми кажа за тоа дека прв пат слушнале толку голема глупост. Што ете, сите сме изненадени, кој повеќе, кој помалку, јас да го очекував тој и немав право ете на уште еден коментар да оставам после тоа, бидејќи си изедов еден темпорари суспенд на групата кој што беше одолжен од 2 недели цели, не дека нешто друго ќе постирав таму. Но така. Сега тоа го нема во вашата група, може да сме сега малце како политички, поотворени. така да не сме ко политички партии сега нашите и вашите. Така, позиција и опозиција, не сме сега до толку. Не ни беше ни тоа замислено, Така, само- тоа сакаме само да споделиме. Те споделуваме. Па добро, и друго искуство имав слики нели од летијата, што ме гледаше во живо од терен, мислам. Имавме и добри коментари таму, зошто ти е толку големо логото, ги покрива главите од луѓето на самите фотографии. Па имав многу добро вратив на еден таков коментар што реков сега веќе знаете, имате една идеја каде ги редам јас моите потписи и сега ќе знаете која ќе ве сликам, клекните малку или подкренете се на прсти, па знаеш ќе се видите во самата слика, нема да покрие логото.
што за жал тоа беше доволно комично и тогаше и сега, но го сменив тоа, или ги сменив подписите сега. Одам со по-минималистички и се од десната страна на сликата, тоа мислам беше како од Shutterstock или од Get Images кој да е сега. Баш во таков дизајн беше, нели ја покриваше средината од сликата. Да не може да окропираат тоа. Бидејќи знаеш и самата дека многу ни ги крадат сликите, сега некој ќе рече како ги крадат сликите. Нели, тој збор крадење е многу така груб збор, да речам. Го користиме, тоест луѓето го користат, знаеш, за многу несоодветни работи. Сликите ги крадат на еден начин каде што ни го отфрлаат нашето авторско лого. И тоа е тој начин на крадење, не дека ни дошле дома и ни го собрале лаптопот или апаратот и од картичката ни украле така физички сликата. Туку само си удриле еден скриншот или си ја зачувале, го исекле логото и тоа е тоа. Си објавиле без да наведат. Така, без да наведат кој е автор на самата слика и тоа ги прави нив како сопственици, што не е убаво и не е, да речам, ферски спрема фотографот, ако сум јас сега репрезентирам дел на фотограф, ама да се ставам како корисник, јас никој пат не сум украл така слика, се додека не била самата извадена за дека смее да се користи јавно. Максимум што сум украл е така музика, нешто што ми тече на стрим или по видеата, и тоа го прекина во последно, бидејќи како што знаеш многу copyright issues имаме на самиот YouTube. Не ги копирајтуваат песните, па не дека правиме пари нешто од YouTube, ама пак не е убаво да користиш туѓ материјал. Треба да се цени трудот. Без разлика што е. Така. Од слика до текст. И најобичен текст да не може да си окупираме па да речеме ова е наше дело. Ако беше така ќе копираме некој роман и утре без селери ќе бидеме и ние. Ма не е тоа поентата? Или да земиме некој филм од Холивуд, ја ќе речем па ја го снимав тој, ја глумев натре, ако не сум ја, ама ја глумев, сега знаеш, ја сум актер. Морам да ти кажам дека за оваа наша епизода за овој подкаст многу ми се допаѓа што поголемиот дел зборуваше ти, бидејќи стално ми ќе кај јас сум таа муабетчика што секогаш има нешто да каже, да образложи, така натаму. Ова ми се допаѓа што го гледам кај Менки. Браво, Така, Менки. Јас сум многу фалат, јас сум многу лош за тоа, ако ми дадеш право да зборувам, ја можам многу да зборувам. Be my guest. Што повеќе време имаме, мислам не сме ограничени со време, тоа е предноста на YouTube, може да бидеме долги колку сакаме, а и се разбери кратки колку сакаме. А има зошто тоа беше така, бидејќи во моето искуство на социјални мрежи веќе 5 години активно постирам фотографии. Пред тоа, не дека не сликав ја пред тоа, колку имам фотографии кои што не се никогаш објавени, односно се од тој период пред тоа, но до тогаш си ги чував за себе фотографиите, мислам дека ќе ме разбереш, сигурно и ти така, кога си почнала. Не ти било целта во никој, или не ти паднало ни на памет, ајде сега демек ја ќе бидам, да речем, инфлуенсерка, која што сум сега една, дека ќе постирам фотографии, ќе имам своја публика, ќе правам пари од тоа, нели, со разни донации, со разни линкови. Барем на денешно време тоа ни е овозможено. И можам да кажам дека во целото тоа искуство сум имал премногу коментари кои што сега ми текнуваат само на неколку, а мислам дека тоа биле стотици коментари кои што сме ги размениле. Јас сум еден таков кој што сакам со мојата публика да сум цело време во контакт. А на убавото ќе вратиш со убаво, а на неубавото, нели, дупло по убаво ќе му вратиш сега. А тоа е тоа, така сме ние во Македонија, така работиме. Што нели во странство многу се поддржуваат еден со друг, а овде ние викаме ако тој е среќен, зошто и ние да не сме пак среќни како него, нели? Да. Ако ние не сме среќни, не треба ни тој да биде и сега ние ќе му коментираме твојата фотографија, не чини ни дека ќе смени тој, ја пак имам слики да постирам. Ја пак ќе Твојата сликам. фотографија е стара, Менки. Така, да. Ја Не пак е ќе од сликам. вчера. Не дека мене ми па така правам јас обично што ги постирам сликите, дури пишувам јас Охрид денес, еве пример да речеме, пишувам Охрид денес, таа слика е стара со месеци. Никој нема да се побуни за тоа дали било денес или било вчера, а и пак ја не кажав кој ден, Охрид денес, ама не наведив кој ден, па
така. Така. И сме имале добро, интересно искуство е тоа со социјалните мрежи. Кога сликаш пак, ајде да речеме како за пари, за некого да сликаш, ајде така да се изразиме, сепак е друго. Не ги гледаат многу луѓе сликите, не ти коментираат многу. Друго е кога објавуваш ти на интернет, нели сега, штом си објавил сликата јавна, тоа значи дека ти автоматски со тоа му даваш право секој да ти коментира, бидејќи овде имат Facebook и тој што треба да го имат, или Instagram и тој што не треба. Таму овде поќе тие што не треба да го имат, него тие што треба, и тој што треба нема да те види, туку ќе те види некој таму некоја тетка стамена од Австралија. И што му таа тетка стамена од Австралија да речи, зошто имало чадори на кеот, ете тоа беше слика од летијата од дрон. Нели поминуваат по кеот на Дримот од десната страна кога гледаме кон север. И сега има долу чадори, нели тука се седи покрај Дрим, знаеш, и сигурно сите што се од Струга или биле во Струга знаат дека тоа е една туристичка атракција, секој сака да седне покрај Дримот. И сад тој коментар беше зошто имало чадори тука и зошто имало столици и маси, демек не можело да се помини, па има место за сите реално. И за тие што седат, и за тие што одат, и целата Литија поминува од тука, значи што може толку илјадници луѓе да поминат по тоа место, значи има доволно место. Ама не, мораше да се коментира, значи да се трнат чадорите од тука. И сега мојата фотографија испадна како еден јавен апел. Наместо тоа ја не можам да го направам сега, кои сакат да протестират некој пред општина, нека речи, нека излези, ќе се смени тоа. Али во коментари кај мене не може тоа да се смени, а пак ќе го сликам и истото ќе биде. Сега не можам да правам фотошоп цело време. Затоа пак покрај толку негативно што беше ова, веќе 27 минути одиме со негативни ствари, ете ти малце ми даваш позитива. Нешто позитивно. Така, нешто позитивно ќе кажам е тоа кога сум сликал обично работи кои што се верски определени покрај литијата. Сум сликал и разни празници. Пример, ете ќе го споменам, све голема недела во Јабланица. Тоа е еден манастир кој што се наоѓа на една голема надморска висина. За разлика од сите тие слики кои што ги правам од Струга и таму, мислам се, можеби тоа и до локалната публика која што е од Јабланица, многу позитивни коментари, многу, да речам, на еден начин ми направи чест за тоа што јас присуствував таму и се разбира направи фотографии низ мој поглед, не дека јас сум прв човек што го сликал тоа, веќе да речам и 100 години трае таа како традиција, не дека прв пат јас сум го сликал, него јас сум направил нешто поразлично од другите и тоа беше проследено со убави коментари. Ете, за чудо ќе речам, што треба да биде нормално тука. Ама за чудо тоа беше едно позитивно нешто, не дека е само тоа, се разбира има многу такви. А мислам дека истото мислење го дели Шити. Си забележала кај некои фотографии си имала позитивен респонс, да се изразам така на англиски. На некој помалку, но најбитно од се, ете, после целата наша приказна, не цела, ни една четвртина нема ова, бидејќи нашата приказна е нели огромна, не е за секого, да може да заклучиме дека на самиот крај од денот пак треба да продолжиме со она што сакаме да го правиме и не треба да се откажиме, бидејќи некој таму Чичко X ни коментирал дека нашата фотографија е крива или темна или нечини, сепак треба ние да продолжиме бидејќи го правиме тоа лично за себе. Така е. И за крај сакам само да напоменам како што започнавме оваа епизода од нашиот подкаст, дека едноставно не е дека ние не сакаме критики, да не се разбереме погрешно, дека јас и Минка сега сме некои. Абе види, ние сме Совршени. најдобри, ние сме најдобри, подобри од нас нема, тоа е факт, се сите што имате мислење може да ни го дадете, ајде ќе сме така солидарни кон публиката, а инаку за најдобри сме најдобри. Ете Минки го кажа тоа за мене. Нема нешто. И фала многу што не гледавте и што ни се придруживте во уште една епизода на Нашиот подкаст. Се гледаме следниот и доколку имате нешто да споделите со нас, врзано со некоја фотографија, искуство, слободно може да не исконтактирате и да ни оставите коментар. Се разбира, може и тоа да го дискутираме, може да ви дадеме совети, може
Се може да не прашувате, не заборавајте да не заследите на нашите социјални мрежи. Се надевам дека сите линкови ќе бидат проследени во дескрипција на ова видео. Оставете еден subscribe и еден лайк, споделете го со вашите најблиски. Јас немам што повеќе да кажам, освен топли поздрави до нашите гледачи. Чао, чао, се гледаме во следната емисија. Влачи, бit će